За вашето утрешно мени како предјадење ви предлагаме да подготвите штипска мусака. Еден модар патличен да сечеме на кругови. Круговите модар патличен ги редиме во цедалка. Ги посолуваме. Вториот модар патличен го лупиме, го сечкаме на коцки. Коцките модар патличен ги ставаме во друга цедалка. Ги посолуваме. Главиците кромит ситно ги сечкаме. Помпирите ги сечкаме на коцки. Пиперката сечкаме на коцки. Потоа на коцки го сечкаме и морковот. Доматите ги лупиме. Ги сечкаме на коцки. Макдоносот ситно го сечкаме. Месото го сечкаме на коцки. Во тенџере на оган со загреано масло го пржиме и сечканиот кромит. Откако кромитот ќе омекне, во тенџерето ги додаваме парчињата морков, пиперка и месо. Ги додаваме беленото месо и исцедените коцки модар патличен. Додаваме зачинка плюс. Посолуваме. Наросуваме мелен црн пипер. Потоа го додаваме макдоносот. Ги додаваме и парчињата помпири и домати. Го додаваме црвениот пипер. Налеваме 400 мл вода. Откако содржината во тенџерето ќе зоврие, со црпалка ја претураме во земјана тава. Во тавата налеваме 400 мл вода. Ја покриваме тавата со капак и ја ставаме во ревна. Печеме 60 минути на температура од 200 степени. Во тава на оган со поголема количина загреано масло ги пржиме круговите модар патличен. Испржените парчиња модар патличен ги ставаме на чинија обложена со хартија. Во тавата скалесто ги редиме испржените кругови модар патличен. Ја враќаме тавата во ревна. Печеме уште 30 минути на истата температура. Од штипската мусака ставаме на чинија за сервирање. Врз мусаката со лажица нанесуваме од киселата павлака. Врз павлаката нарасуваме црвен пипер. Декорираме со гранчиња француски макдонс. За подготовка на ова предјадење нам ни беа потребни 2 часа.